Согласно членот 170 од Деловникот на Собранието му предлагам Закон за дополнување на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица по скратена постапка. Имено во текот на 20 година во еден од економските пакет мерки на владата за поддршка на граѓаните и стопанството беше предвидено одржување на викенд без ДДВ кој се реализираше од 10 до 12 октомври. Резултатите од овој викенд не ги исполнија прогнозите и очекувањата на тогашната влада на Зоран Заев, на што ние предупредувавме и реагиравме. Од денешен аспект, имајќи го предвид општиот пораст на цените, особено за прехранбените производи, кој што е околу 30%, предлагаме во периодот на прогласената кризна состојба, а тоа е до 30 април 2023 година, секој викенд да биде викенд без ДДВ за прехранбени производи. Знаејќи дека владата изминативе месеци значително ги зголеми буџетските приходи, а поради општиот пораст на цените, сметаме дека истата може да се откаже од ДДВ-то за прехранбени производи за време на викендите до крајот на април следната година. Со овој предлог делот од 5% што е за ДДВ за прехранбени производи, граѓаните нема да го плаќаат за време на викендите, односно истиот ќе им се враќа на нивните трансакцијски сметки. Живееме во услови каде стапката на сиромаштија во Македонија е над 20% и каде се намалува животниот стандард на нашите сограѓани кои поради ова се приморани да ги рационализираат своите трошења. За разлика од нив, власта живее раскошно, ги полни своите джебови и не убедува дека криза е насекаде и дека мора да се стрпиме. Во ред би се стрпиле доколку гледаме дека и власта истото го прави. Напротив, власта здисува за сметка на сиромаштијата и ова дополнително ги крева тензиите и предизвикува револт и очај. Потрошувачката кошничка за месец октомври оваа година стигна до неверојатни 51.514 денари, од кои 19.422 се за храна и пијалоци, 12.888 за домување, 2.911 за хигиена, 3.669 за превоз, 2.246 за облека и обувки, 1068 за култура, 796 за одржување на здравјето и 8514 за трошоците на живот, односно за инфлацијата. Овој вкупен износ за минималната синдикална кошничка е пораснат за 16.940 денари во однос на истиот период минатата година, а само за еден месец, односно во споредба со септември, е пораснат за 1290 денари. Предлог пакетот на владата за финансиска поддршка на социјално ранливите категории на граѓани не го следи овој нагорен тренд, затоа што со поддршка од 750.503 денари, едно 4-члено семејство не може ниту сметката за струја да си ја плати, а не пак да купи прехранбени производи за цел месец. Омаловажувачка оваа поддршка, како што се омаловажувачки целокупниот третман и мерките кои оваа влада ги донесе, кои не само што беа задоцнети, туку се и недоволни и не ја следат тековната инфлација, од која се полни само буџетот и од која лажно се намалува јавниот долг, кој што до крајот на годинава можно е да стаса и до цели 8 милиарди евра. Вчера заврши амандманската расправа на Комисијата за финансирање и буџет по однос на буџетот за 23-та, кој што оваа влада го нарекува развоен, а сите податоци говорат дека тој е инфлаторен и дека сите проекции за зголемени приходи се должат само на зголемената инфлација, а не на вложување во капитални инвестиции. Заради сево ова, нашиот денешен предлог сметаме дека и тоа како може да придонесе во облажувањето на сиромаштијата и во овозможување на нашите сограѓани, барем во делот за прехранбени производи, да бидат колку толку подослободени од само 5% кои што се за ДДВ-то. Буџет од 5,3 милиарди евра е преголем влог за оваа неспособна власт и пренадуен балон, како што ние го нарекуваме. Балонот уште не пуштен во етерот, пукна со укинувањето или одложувањето на прогресивниот данок. Самиот премиер не беше сигурен дали истиот ќе се укине или одложи, но воедно беше сигурен, а тоа е дека го одби нашиот амандман за одложување на прогресивното оданочување, за да веќе следниот ден со пресконференција најави негово укинување, а веќе во следниот ден после ова да каже дека нема да се укине,
туку ќе се одложи. Останува да видиме на крајот зашто ќе се одлучи овој нестабилен премиер и тоа на само неколку денови пред завршувањето на оваа година, што значи дека македонското стопанство не може никако да си ги планира сопствените буџети за следната година, се додека конечно премиерот не се одлучи за една од варијантите. Ова зборува за несериозниот и непрофесионален пристап на владата не само кон граѓаните, туку и кон македонските стопанственици, од кои што нели владата го полни буџетот. Во 5 до 12 или во 5 после 12 не се носат вакви крупни одлуки. И ако имаме предвид дека сето ова се прави зад затворени врати, без консултација на експерти и без да се слушне маката и искуството на стопанствениците, тогаш е најсигурно дека следната година нема да биде година на економски пресврт, туку ќе биде година на економско фијаско. Да планирате буџет од 5,3 милиарди евра и да се позајмувате за да имате да им исплаќате плати на вработените, пензии на пензионерите и социјална помош на загрозените категории граѓани, доволно зборува дека оваа власт нема план за излез од кризата, туку има план за купување или пролонгирање на социјалниот мир во државава. Да имате предвидено ставка 464 разни трансфери во износ од 28 милиарди 494 милиони и 749 илјади денари, а да не сакате од истата да издвоите 4 милиарди 553 милиони и 224 илјади денари за покачување од 15% на платите во администрацијата, барање на Сојузот на синдикати на Македонија, кое што вие им го одложивте во јули месец оваа година за со овој буџет, и сега повторно да ретерирате и да барате разни оправдувања, е навистина понижувачки и подценувачки. Побитни ви се разните трансфери од јавната администрација, чија што реформа е една од поприоритетните барања на Европската Унија. Или со мегаломански буџет од 5,3 милиарди евра, да немате средства од 180 милиони денари за еднократни парични надоместоци за месеците јануари, февруари и март следната година од по 3000 денари за вработените во реалниот сектор, само зборува за вашите лажни ветувања. Ги прелажавте синдикалните организации, како Сојузот на синдикати, како Конфедерацијата на слободни синдикати, така и полицискиот синдикат. Тоа е огромна група на незадоволни вработени граѓани во Република Македонија, граѓани од чија што работа се полни буџетот, а буџетот, иако предимензиониран, нема предвидено средства за нив. Конечно, кога го предлагаме овој закон за викенди без ДДВ за прехранбени производи, не знам дали и колку вреди да ве подсетам дека премиерот изјави дека ќе го разгледа и овој предлог, но до ден денес немаме никаков резултат од неговото разгледување. Ако подзаборавил, еве да го подсетиме, а за пратениците на мнозинството ова е одлична можност да докажат дека се луѓе со свој интегритет и со позиции на бранење на барањата и потребите на македонските граѓани. Викендите без ДДВ ќе им помогнат и на вашите и на нашите поддржувачи, но најбитно е да им помогнат на сите граѓани на Република Македонија, кои секојдневно ја водат битката за опстанок и секојдневно го пребројуваат секој денар како би го поминале денот и месецот. Како пратеници кои сме испратени тука да ги браниме интересите на нашите сограѓани, денес е убава можност да им го покажеме тоа и на дело. Пратениците на мнозинството, наместо да ја играат улогата на подрачна единица на владата, нека ја прифатат конечно и еднаш вистинската нивна улога, а таа е да застанат во одбрана на интересите на нивните гласачи и поддржувачи, не на интересите на извршната власт. Извршната власт е должна да постапува по одлуките на законодавниот дом, а не спротивното. Не бидете амортизатори на погрешните владини политики, бидете вистински народни пратеници и гласајте за народот, а не за владата. Ви благодарам за вниманието.